Ви благодарам, председателе. Првиот заклучок од Услан Ваков говор кој што најверојатно подпредседателот на Социјалдемократскиот сојуз требаше да ги шармира и да ги убеди дека најверојатно можеби има некоја теза за ова што се случува колегите од Бихачка, но за жал попусто заради тоа што се потврди мојата теза. Ова е тоа што го говорам откако СДСМ е на власт 5 години. Ние имаме класична партократија. Односно, вице-премиерот, наместо да се стави во улога на вице-премиер и да одговори на прашањата кои што се значајни за граѓаните, тој почувствува поголема потреба да ја одбрани партијата и да ги одбрани партиските ставови и штетните политики на Социјалдемократскиот сојуз. Дури ја би одела повеќе кога сме кај штетните, ја би често велам имаме какистократија наместо партократија, заради тоа што дефинитивно имаме најлош, најслаб менеджмент во делот на извршната власт изминатите години. И бидејќи изнесе прилично многу невистини, ќе се обидам накратко да го демантирам, или уште повеќе за сето ова што го кажа, најдобра потврда кој е во право ќе биде доколку сега ја и тој излезаме на улица, улица Македонија нека биде, и да видиме што се случува. Како граѓаните ќе реагираат на ова што вие го кажавте? 48.000 денари повеќе од 48.000 денари потрошувачка кошничка, а вие како не баре стане некој партиски собир каде што треба да се охрабрите со тапшање по рамо за 18.000 денари минимална плата. Тоа е срамота. А граѓаните треба да се обезбедат од некаде. Од каде министр 48.000 денари месечно за да преживеат. Дополнително, не дадовте одговор зашто ги излажавте синдикатите. Еве ве прашувам. Зашто ги излажавте синдикатите, министра? Тие се уште чекаат покачување, линеарно и така натака. И барам кога ќе излезете на говорница, да говорите во својство на вице-премиер кој што е платен од граѓаните на Република Македонија, некој што е назначен од Социјалдемократскиот сојуз. Вие овдека не извршувате улога на подпредседател на Социјалдемократскиот сојуз. Ја колку што знам, вие овдека на седница сте во улога на вице-премиер. И одговарате на граѓаните, не на вашите партиски колеги. Со нив можете приватно на Бихачка да се разговарате, да се обидувате дека можеби правите нешто добро, но не правите. Вие нанесувате само голема штета на граѓаните и на стопанството. Ве молам како економист да одговорите како вице-премиер кој што е платен од граѓаните и да одговорите зошто не направивте ништо за стопанството. Зошто се уште употребувате ќе? Знаеме дека сте влада која што функционира на основ на ќе. Меѓутоа, ова криза која што ја создадовте не трпи повеќе ќе. И ве молам да не манипулирате и да не изнесувате невистини. Би требале подобро да се консултирате со председателот на собранието кој што, ако најде време, бидејќи прилично е зафатен со уставно толкување и најверојатно се спрема за номинација за уставен судија, да се консултирате и да ви кажа дека доколку не беше ВМРО ДПМН, не можевте ни да се соберете, а ни да ги изгласате економските мерки. И истовремено да одговорите зошто толку многу ви е потребно и што правите во владата, за да не можете да излезете со пакет на антикризни мерки, а од друга страна не можете да излезете од партиските спреги и партиската агенда и да најдете доблест и да кажете дека ВМРО ДПМН имаше одличен пакет на законски мерки кои што се однесува и на ДДВ-то и на акцизата со цел барам во мал дел, ако ништо друго, да ги намалат овие штети кои што се случуваат во Македонија на граѓаните на стопанството. Но не вие продолжувате да бидете во длабок сон и не сакате да излезете на улица. Не треба никој од тука да ви го кажа тоа, ни јас, ни колегите од Социјалдемократскиот сојуз. Погледнете ги граѓаните, погледнете ги темните дуќани по улиците. Дополнително, велите нешто сте читале во медиумите, ме радува тоа и ви ние читаме. И
гледам дека многу навистина на многу политички, партиски начин би рекла, се обидувате да ги звртите тезите и тоа е нешто што е дефинитивно својствено за СДСМ. Добро е ако веќе се повикувате на некои мерења на јавно мислење да ги погледнете последните. Тука знаете дека далеку да имате, мислам, драстичен нападот и јасно е дека одите во длабока опозиција, најверојатно и сигурно ќе треба и да одговарате за ова што се случува. Една од одговорноста е и за овие неуставни барања за продолжување на одлуките, имено согласно Законот за управување со кризи, член 31, се вели дека одлуката за постоење на кризна состојба од став 1 овој член не може да трае подолго од 30 дена. И ова ќе ви го кажат многу подобри правници, кога веќе не ви го кажале вашите, но треба тоа да си го видите во законот. Кога сме кај медиумите, еве само еден, но имам бројни во интерес на времето. Го прочитавте вие, вице-премиер, насловот на Призма за помилионските тендери промени во собствеништвото? Еве јас ќе ви го прочитам. Станува збор за две микрокомпании кои вели како што објавивме се формирани откако беше распишан тендерот. Немаат никакви податоци за контакт, ниту имаат канцеларии на двете скопски адреси што ги навеле како седишта. Во двете се јавува ист косопственик, Тетоецот Ибраими. Ниту тој, ниту другите што се или беа вклучени во собственичката структура не се познати во енергетската дејност. И сега ви овдека, почитуван вице-премиер, можете да држите политички говори. Да, точно. Партиски говори. Партиски говори. Борете, говорницата, јас почитувам, тоа е простор за да искажете, за да споделите прилично во некомотна позиција сте, заради тоа што, повторно ќе кажам, не треба било кој од нас овде да ве дементира. Тоа што барате продолжување на енергетската криза само потврдува колку сте потврлиле во менаџирањето. Но и ви тоа не сакате да го прифатите, не можете да верувате, затоа што тука најверојатно и вие имате одговорност како дел од економскиот тим и бегате од одговорност, тоа е својствено за вас. Меѓутоа, најверојатно би требале да знаете дека кога излегувате со партиски говор, логично е и ние да ве предупредиме дека овдека не сте за да држите партиски говор, тој простор ќе ви биде обезбеден на бихачка, сигурно, бидејќи разбрав дека сте биле подпредседател на Социјалдемократскиот сојуз, овде ќе одговарате на граѓаните. И ќе одговорите зошто ништо не направивте за да го спречете колапсот во секој сектор, и енергетскиот и економскиот. И доколку вие продолжите да држите партиски говори, јас ќе продолжам да ги читам сето ова што е наведено во медиумите за скандалозните тендери кои што се случуваат во енергетскиот сектор, а се блиски до Социјалдемократскиот сојуз. Само блиски до Социјалдемократскиот сојуз. И овдека се наведени имиња и презимиња. Пробајте, прочитете си ги. Меѓутоа, повторно ќе кажам, со тоа што вие излеговте со партиски говор, овдека само се без аргументи, овдека само се потврди она што го велев. Енергетската криза има две лица. А тоа е народот и сиромаштијата од едната страна и профитот и бизнес интересите на СДСМ од друга страна. Вас не ви се допаѓа тоа. Но, верувајте, најмалку е битно дали вас ќе ви се допадне или не, тоа што сте препознаени дека сте прилично неразбрани трговци во секој сектор во Македонија, најверојатно ќе има ден кој ќе треба во едни независни институции да одговарате за вашите постапки. Ви благодарам.